molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevot smrten, Tatko moj nebese i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isu. Mir vam. Ti благодарам, Господе, што ми подари уште еден ден. Татко мој, ти благодарам за Твојата љубов, што толку го возлюби светот, што го даде Твојот единороден Син, Исус Христос, за наш Господ и Спасител. Тој дојде на земјата не за да им суди, не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Светлината дојде на светот. Зашто Исус вели, јас сум светлината на светот, но на луѓето им омиле повеќе темнината, зашто нивните дела беа лоши. Псалм 22. Господ е пастир наш, Господ е добриот пастир. Господ е пастир мој. Ништо нема да ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта и ме води на тихи води. Ја подкрепува душата моја. Ме води по патот на правдата заради неговото име. Кога би тргнал по долината на сенка смртна, тоа е оваа наша земја, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, Татко мој. Твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со елеј и чашата твоја ме напојува со блаженство. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Те сакам, Татко мој. Си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со елеј, 22 псалм, и чашата твоја ме напојува со блаженство. И милоста твоја, Татко мој, така да ме придружува
преку сите денови на мојот живот, преку сите денови на мојот живот, а јас ќе престојувам во домот на мојот Господ, Господов. Многу дни. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта и ме води на тивки води. Ја подкрепува душата моја, ме води по патот на правдата, на Божјата правда, заради името свое. Исусе, го повикувам Твоето име. Кога би тргнал и по долината на сенка смртта, нема да се исплашам. Нема да се исплашам од злото, зашто Ти си со мене, Господе Исусе Христе, Татко мој. Зашто Исус е овоплотен е Отецот во него, во Исуса, и тој е видлив во Исуса, нашиот Отец Небесен, бидејќи Господ никој никогаш не го видел и не може да го види, си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со елеј и чашата Твоја ме напојува со блаженство. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. И милоста Твоја, Татко мој, така да ме придружува во сите денови на мојот живот, а јас ќе престојувам во домот Господов, во Твојот дом, во мојот дом, зашто се мое е Твое на небесата, Татко мој. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта и ме води на тивки води. Ја подкрепува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на сенка смртна, нема да се исплашам од злото, зашто Ти си со мене. Твојот жезол и Твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со елеј и чашата Твоја ме напојува со блаженства. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови лажно заради мене. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени сте вие, блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е Царството Небесно. И милоста Твоја, Татко мој, така да ме придружува преку сите денови на мојот живот, а јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Суштината на христијанството, браќа и сестри, е соединување и повторно враќање на нашето суштествување, на нашето тело и душа во Божјо присуство, односно во духовно присуство, во духовното царство, во Божјото царство, кај Отецот наш на небесата. Исус Христос е испратен како образец од Отецот Небесен, зашто тој толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син Исус Христос. Тоа го повторуваат со години. 2000 години веќе го повторуваат христијаните. Но ако не го разберете како срце, дека Он, Таткото Небесен, дека ние имаме Отец на небесата, го испрати својот син Исус Христос, кој се спуштен ангел, се овоплати во тело, стана човек, ги зема нашите гревови и моите и твоите. Беше
понижен, измачен на крстот ги закова сите наши болки, болести и страдања. Направи крвна жртва, направи нов завет со оние кои ќе го изберат. Ја пролеа својата света крв, зашто во него, во Исуса Христа, со сета негова полнота живее Отецот, живееше, живее и се уште живее, бидејќи во небесниот Ерусалим, како што е запишано во Откровението по Јован Богослов, нема да има храм, туку храм ќе бидат Отецот и јагнето. Исус е видлив, Отецот е видлив во Исуса Христа, значи Исус слезе, ни го покажа патот, го распна на крстот, го обвинија, го шибаа, го бичуваа, го каменуваа, го нарекуваа Сатана. И мене, вика, ме гоне, и вас ке ве гонат. И на крајот само рече: татко мој, прости им, не знаат што прават. Не знаат што прават. И денеска кога се случуваат некои работи околу нас, во нас, во овој лажовен свет, во оваа долина на сенка смртна, понекогаш доаѓа само едноставно тоа да се каже: прости им, татко, не знаат што прават. Чашата е горка, но морам да ја испивам. Или морам да ја испијам. Нека биде не мојата, туку твојата волја, татко мој. Исус Христос ни го покажа патот, како од син човечки, наречен е син човечки, нако тој е син Божи, да се вратиме, да ја оставиме нашата гревовна природа поради падот на сатаната, бидејќи ние сме дел од неговите ангели, демони, овоплотени во луѓе заедно со Адам, кој го направи вториот, првиот грев. Таткото, Отецот Небесен, му рече да не јаде од дрвото на познавањето на доброто и на злото. Тој касна заедно со змијата и Ева, и не е важно кој прв почна. И тоа е, ја продолжи својата гревовна природа, потоа тој избркан од рајот, од Едемската градина и станува смртен. Значи, секој од нас треба да разбере, за да се биде христијанин, тоа подразбира да се следи патот на Исус Христос, да се живее како Исус и Исус да дојде, како што во Исус престојува Таткото Небесен, со сета негова полнота, така и во вашето срце да умре стариот човек, да умре тоа што се вие гревовната природа, телесноста, вашата душа, кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја зачува, а кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој сака да врви по мене, остави се земно и врви по мене. Остави се земно и врви по мене. Дали можеш да оставиш се земно и да тргнеш по Исуса Христа? 1 Коринтијаните 6 глава. Дали некој од вас, браќа и сестри, затоа постојат старозаветни закони: не кради, не убивај, не врши прелюба, не пожелувај ништо што е туѓо и така натаму. Денеска сите се содржани во еден збор: љуби го својот ближен како себе си. Љуби го својот ближен како себе си. Брате и пријателе, дали можеш да го љубиш својот ближен како себе си? Кога ќе попрашаат кој е твојот ближен, Исус им ја раскажува приказната за добриот самаријанин кој му помогнал на евреинот кој бил претепан и ограбен, а евреите и самаријаните не се мешаат. Значи, евреите мислеле дека самаријаните се нечисти, но самаријанинот му помаѓа на евреинот додека еден свештеник и еден евреин го одминуваат, ограбениот евреин нападна некој таму пустински пат, и потоа Господ му вели на човекот: знаеш ли сега кој е твојот ближен? Оној кој има потреба, оној кој има потреба од Божјата љубов. Бидејќи сите сме Божји чеда. Дали некој од вас, 6 глава, 1 Коринтијаните 6, дали некој од вас кога има спор против друг би се осмелил да се суди пред неправедни, а не пред свети? Видете, овде зборува Исус, односно Отецот Небесен во Словото, некои принципи кои се важни. Не знаете ли дека светиите ќе го судат светот? Светиите, кои се тие светиите? Православието и католицизмот има своји свети: Свети Павле, Свети Димитрија, Света Петка. Свети, луѓе кои му служеле на Исус се свети, зашто ти бидете свети како што сум јас, свет е пишано, зашто ти го оставаш грешниот човек, се осветуваш преку Словото Божјо, со Духот Свети се осветуваш, се помируваш со Отецот Небесен, се населуваат во твоето срце
од твојата душа да живее Отецот и Исус. Зашто ако вие останете во моето слово, ако го возлюбите словото мое, ќе дојдеме со Отецот и со кроиште ќе направиме во него. Значи, христијанство подразбира активна служба, секојдневна служба, не живење за себе, туку живење за Исус, ширењето на евангелието на љубовта, ширењето на добрата вест е тоа дека Бог ни дарувал вечен живот. И тој живот е во Исуса Христа. Кој го има Исуса Христа, го има тој живот. Кој го има Синот Божји. Значи Исус дојде и го покажува патот. Тој никого не осуди, никого не обвини. Знаете, она блудница кога им рече кој не е грешен, нека фрли камен. И пишуваше нешто на земјата. Сите избегаа. Не судете за да не бидете судени. Сите ги љубеше, им простуваше. Не ја бараше својата волја, сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа, туку ја бараше Божјата волја. Суштински е, христијанство подразбира секоја мисла да биде покорна на Исус Христос, да умре стариот грешен човек, што е процес, што не е така едноставно, да умре стариот грешен човек. Тоа што сте вие, вашите желби, ве нервираат некои луѓе, не можете да ги прифатите. На едно место овде вели на Коринтијаните, што се судите. Кога имате спор, не знаете ли дека ангели ќе судиме? Ако го имате спор за работи од овој свет, за судии, земете ги оние кои од црквата се сметаат беззначајни. Тој зборува за христијани кои се судат на суд. Ние денеска во Македонија имаме, не е направен попис, но можеме да претпоставиме дека огромен број од населението се православни, се христијани, другите се мала групација протестантски заедници кои протестираат. Се надевам дека протестираат за Христос, а не протестираат за нешто друго. И муслиманите. И сега судовите се полни, секој секого суди. Гледаме власта суди, едни ставаат уметници во затвори. Судење, општо судење. Оде зборува дали некој од вас, кога има спор против друг, би се осмелил да се суди пред неправедни. Пред световен суд. Христијанин меѓу христијанин не би требало да се судат. Тоа сака да каже, за ваш срам велам, значи за ваш срам велам, зарем меѓу вас нема мудар кој може да расуди меѓу браќата своји, меѓу двете политички партии кои се караат крвнички до смрт, сатански. Вие гледате дека во нив нема љубов, дека тоа е една сатанска збирштина, сатанска синагога. Зарем нема меѓу вас некој мудар кој може да расуди меѓу двете политички партии кои се пизмат, се убиваат, во затвор ставаат уметници? Зарем ние немаме духовен човек кој може да застане да ги суди ако се христијани? Туку брат со братот се суди, брат со братот се суди, и тоа пред неверници. 1 Коринтијаните 6 глава. Многу срамно е веќе тоа и за вас што имате спорови меѓу себе. Не судете за да не бидете судени. Исус, значи, ја носат блудницата што извршила прељуба пред него. Има велат учителе, стариот закон вели да ја каменувале. И во античка Македонија така ги убивале, ги каменувале. Старите македонци и старите евреи. Исус им вели, кој од вас нема грев, нека прв фрли камен на неа. Тоа не е напишано да го раскажувате, туку да го живеете, потоа сите си забегаа. Никој не фрли камен, нема ни еден праведен, нема кој да го повикува Бога, нема ни еден безгрешен. Ако некој каже дека нема грев, тој е лажец и Словото Божјо не е во него. А тоа подразбира самиот живот. Многу срамно е веќе тоа и за вас што имате спорови меѓу себе. Зошто поскоро не ја претрпите штетата? Значи, христијаните не би требало да се судат во световни судови. Тоа подразбира големата политичка кавга до смрт сатанска во Македонија меѓу христијаните православни. Меѓу нив и протестанти беа начело на државата, па секогаш кога тие доаѓаат избива некаква војна и раскол. Тие не би требало да се судат, а гледаме дека се судат, се ставаат во притвор, се обвинуваат, се затвораат. И пази,
Zar vaš sram го велам ова 6 глава 1 Коринтијаните, зарем меѓу вас нема мудар? Имаме ли ние духовен водач, мудар, или некој избран од Бог, Тимотеј, кој може да расуди меѓу браќата своји, да ги собере двајцата и им рече, што правите вие двајца сатански чеда во името на Иисус, да се помирите сега, и ВМРО и СДС и какви да сте. Зарем немаме таков човек? Веројатно немаме. Тогаш јас морам да речам, Господе Исусе Христе, Татко наш, испрати ангелска војска, испрати апостоли, учители, испрати пророк да го води овој народ, затоа што Армагедон чука на вратата, Армагедон ести. Но вие сами, зошто поскоро не ја претрпите штетата? Но вие сами се навредувате. Сами се навредувате. Зборува за духовни луѓе, за цркви, за црква. Која црква? Исус Христова. Нема друга црква. Можете да ставите име вакво и ваква, лева, десна, шарена, бела, жолта, вистинска, народна, сатанска синагога. Лажните евреи кои не се евреи во Откровение се повеќе доаѓаат тие стихови да се материализираат, но вие сами навредувате и нанесувате неправда. 1 Коринтијаните 6:8 и ограбувате, и тоа браќата своји. Или не знаете дека неправедните нема да го наследат Царството Божјо? Неправедните нема да го наследат Царството Божјо. Исус Христос е пример како треба да се живее. Не судете за да не бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Зарем немаме духовни кој ќе ги собере и ќе им каже, брат со братот се суди, и тоа пред неверници во световни судови? Не знаете ли дека светиите ќе го судат светот? Ако пак вие го судите светот, мислите дека сте светии, не сте ли достојни да судите и за помалку работи? Ние денеска живееме во долина на сенка смртна. 1 Коринтијаните. Ние зборуваме за живење по упатство на Исус. Исус да живее во нас. Сребролюбието е најголемо зло. Не заборавајте дека Исус беше предаден за пари од Јуда Искариотски за 30 евреници сребреници. Потоа со тие пари, откако се обеси Јуда Искариотски, не можеше да го поднесе болот, гревот, сознанието. Се обеси со тие пари, е купена грнчаровата нива за да се погребуваат сиромаси. За 30 евреници Јуда крадеше од касата и го продаде. Држава во која заедница, во која владетелите крадат, па потоа се судат едни со други, е сатанско дувло, сатанска збирштина, распната земја, распнат народ, народ на кој сакаат да му го променат името, да го обезличат, а Господ запишал Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. И сега некој таму за 30 сребреници сака да го промени името што ни го дал Бог. Единствено зашто би го променил своето име како македонец е да не бидам веќе македонец, туку сум Христов човек, туку сум Син Божји. Не можам да го променам светот, односно името заради светот, заради сатаната, заради 30 евреници, па потоа да се судите на судови и да влезете во сатански круг на омразата. Татко мој, ти благодарам за се, зашто Господ е пастир мој, а може да биде и твој. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта и ме води на тивки води. Ја подкрепува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на сенка смртна, ништо нема да ме исплаши. Нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, татко мој. Исусе, те сакам, твојот жезол и твојата палка ме успокојува. Си приготвил трпеза на очиглед на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со елеј
I čašata Tvoja me napojuva so blaženstvo. I čašata Tvoja, Tatko moj, me napojuva so blaženstvo. Blaženi se bedните по дух, zašto nivno je carството небесно. Блажени се бедните, жедните, бедните, оние што се жедни за Божиот дух, зашто нивно е царството небесно. И милоста Твоја да ме придружува во сите денови на мојот земен живот, а јас ке престојувам по Твојата волја, Татко мој, во Твојот дом, зашто Ти си ми приготвил подобра, небесна татковина. Македонија е име запишано од Бог. Го менувам само во Исусово име, но не можам да променам нешто што запишал Бог, Македонија и Армакедонија, за 30 сребреници, за сребролюбие, за сатански свет, за да не понижат и да не воведат во кругот на омразата, во сатанскиот круг на омразата. Не за сатаната и да за Исус во Македонија. Татко мој, во името на Твојот Син Исус Христос, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во мене, во моето семејство, во моите љубени, во мојата македонска земја, која е Твоја земја и Ти ја држиш, Ти си ја создал и Ти си ја запишал. И никој не може да избрише, освен Ти, Татко мој. Те сакам, Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Na kolena vo molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo Tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj Tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj Tebe. Da prostuvam me nauči, site da gi ljubam kako Ti. Čeda Božji site sme vo ljubov ta, Tatko moj nebesen. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša.